Со традиционалната изложба на маски, која што се отвори во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп, започна јубилејното 25-то издание на меѓународниот карневал Прочка. Гран при наградата ја освои Димитар Седловски за маската "Некогаш бев гранка, а сега сум лузна", кој што е ученик во основното училиште Блаже Конески. Мојата маска представува изгорено дрво, представено во човек. Пораката нова маска е да не биде никое дрво повеќе пресечено и да бидат заштитени шумите. Оваа маска ја изработив точно 2 месеци. Имав мала помош од мојата мајка. Користев природни материјали, дрво, сунгери и така работи. Првото место пак од прво до петто оделение го освоија учениците од основното училиште Добре Јовановски за маската Прилепски мечкар, чувар на традицијата. Да ја чуваме и негуваме традицијата. Ја изработивме заедно учениците со помош на родителите. Ја спремавме, па може би од прилика 2-3 недели. Бараше повеќе време, повеќе труд, затоа што сето е делче по делче, мониста по мониста рачно работено. На крајот маската ја финализира Александар Стојчевски, кој на нашето парче материјал, што ние со родителите и со учениците го изработивме, му даде душа, ги стави роговите, черепот, крзното и со тоа целата маска всушност заличи на еден вистински прилепски мечкар. Во салата во Центарот за култура беа изложени над 500 маски од сите основни и средни училишта од општина Прилеп. Таа изработка, дали се од природни материјали, како се комбинирани, какви техники користат, повеќе жири комисијата се ги ценеше нивните работи, а тие работеа под менторство на нивните наставници по ликовно образование, на оделенските наставници и секако дека се внимава, затоа што мечкарите се и наше заштитено богатство и така да дел од тоа наследство е вкаено и во овие маски. Ни беше нас како комисија чест да бидеме дел од овој карневал. Има навистина многу убави маски, секоја година се поинтересни, затоа имаме и многу повеќе категории оваа година, освен традиционални избравме и најиновативни. Секако им одадовме внимание на оние кои што се најоригинални, најкреативни и им честитам на добитниците за нивната креативност и имагинација. Се надевам дека наредната година ќе имаме уште побројни и пооригинални. После неколку години на пауза, во сабота ќе се одржи детскиот карневал со маски од сите основни училишта, а во недела во центарот на градот ќе се случи главното дефиле, каде што освен маски од Прилеп ќе има и гости од цела Македонија, но и од Србија, Бугарија и Црнагора. Ја користам прилика да бидете сите посетители на овие 3 дни на карневал, погледнете ја изложбата. Ве чекам утре во 12 часот на градскиот плоштад да ги погледнете маските од нашите најмлади од градов и традиционално во недела во 13 часот на дефилето на маски, кое што оваа година е со меѓународен предзнак, односно имаме гости маски од соседните држави овде на Балканот. Очекуваме до година дека би имале уште повеќе гости, уште повеќе маски од секаде во светот и за уште поголема тежина на овој настан заради годишнините кои што ги славиме 100 години Прилепски мечкари, 25 години карневал Прочка возобновен. Го имаме и председателот на Европската федерација на карневалски градови кој што во недела ќе биде присутен на овој карневал. Значи комплетно го враќаме сјајот на она што значеше карневал Прочка во Прилеп. Карневалските денови завршуваат во понеделник, кога прилепските мечкари, кои што оваа година одбележуваат 100 години постоење како здружение, ќе дадат специјалитет посен бел граф за сите посетители кои што ќе дојдат во манастирот Свети Ѓорѓија кај Дервен.